председателя, почитуван представник на регулаторната комисия, почитувани колеги и почитувана македонска явност. Долго време дискутираме по однос на овој план, но ова точка доби на значење бидејќи системски, долгогодишно се испумпуваат пари од буџетот на Република Македонија преко разни канали во приватни компании и џебови. Сето ова го плаќаат граѓаните. Односно, во една реченица, се озаконува незаконското, за да немаме одговорност после оваа состојба во која што се наоѓаме, за да истите чинители се повикат на законски основи, кои што во моментот се инсталираат и последните неколку години системски ќе речем, се воспоставуваат за да оваа енергетска криза им дојде како шлак на тортата, за да можат целиот процес, целата пирамида да ја затворат. Зошто? Бидејќи со сите постапки кои што се превземени од страна на регулаторната комисија за енергетика, која што треба да биде една од односно по закон е независно тело, а всушност гледаме дека е испостава на власта, бидејќи взаемно едните на другите се однесуваат како адвокати, се во координација во делот да можат да ги зацкријат сите криминали кои што ги вршат таму. Граѓаните ја плаќаат последната цена заради нивните лукративни побуди. Имено, истите најпрво сега поднесоа покрај сите кризни состојби, поднесоа предлог и за прогласување на кризна состојба, односно енергетска кризна состојба. Да се прогласи енергетска кризна состојба од 9 ноември до 9 декември, но после тоа се одлучија на чекор да превземат прогласување на кризна состојба спротивно на закон и устав за цели 6 месеци. Односно, кризната состојба ја продолжија до 9 јуни 2022 година. Ниту еден законски основ не нормира дека кризна состојба може да се прогласи на 6 месеци. Од каде се провлекува ова, од каде е оваа насока и овој предлог, никој од надлежните на самата пленарна седница при дискусијата не одговорија. Ова е спротивно и на закон и на устав. Децидно е наведено дека вакви кризни состојби се прогласуваат на најмногу 30 дена. И за истите треба во собранието по секој месец да достават извештај што е превземено и како е превземено по однос на овие мерки. И конкретно, и во самите закони е нормирано и децидно наведено дека согласно Законот за криза, во членот 14 предвидува постапка како да се постапи, односно како да се донесе одлука за кризна состојба, но децидно има наведено иако временската рамка на која е донесена не е законска, сепак мора да се повикат на овие одредби за да истите потоа не се соочат со соодветни постапки кои што треба доколку имаме надлежно јавно обвинителство, односно јавно обвинителство кое што ги следи овие состојби, самите да си покренат случаи. Зошто? Бидејќи во самиот закон вели сите мерки кои што ќе се превземат да бидат од привремен карактер и да трајат до завршување на кризната состојба, да не го надминуваат обемот и интензитетот што е неопходен за отстранување на последиците од кризната состојба. Владата во согласно со врските превземени со договорот за енергетска заедница ги известува секретаријатот за енергетска заедница, соседните држави, како и другите договорени страни и енергетската заедница кои се засегнати од ефектите за преземените мерки утврдени во уредбата од ставот 1 на овој член. Нашата влада плати пенали од 15 милиони евра за несоодветно користење на вакви ресурси. Тоа значи, повторно потенцирам, се зацкриват зад озаконување на незаконското. Сето ова што досега го кажав е подведено
пододредени членови и во самиот кривичен законник, односно, сите овде го знаете, македонската јавност, само ќе го спомнам, 353, сите знаете што има таму и сите овие факти и елементи на кривични дела се состојат овде. Да се вратиме хронолошки како е дојдено до оваа состојба и зошто се обидуваат да го зацкријат сето ова, бидејќи, внимавајте, станува збор за енормно испумпување на буџетски пари од граѓаните на Република Македонија со своите даноци и со своето секојдневно живење и полнење на буџетот, истите на ваков начин ги испумпуваат, бидејќи станува за енормни суми на средства. Системски, повеќе годишно, се доведуваат овие компании во незавидна состојба, за да можат интервентно преку дадената кризна состојба, која е спротивна и на закон и на устав, да можат да ги испумпат, а со сето тоа да се повикат на оваа состојба и покривање согласно законот за кризна состојба. Меѓутоа, потенцирав, таму е јасно и децидно потенцирано дека не смее да се надминат рамките, односно, вели, не го надминува обемот и интензитетот што е неопходен за отстранување на последиците од кризната состојба. Ние знаеме и бевме сведоци кога имаше прогласено воредна состојба, преку 70% од самите уредби со законска сила беа надвор од рамките на воредната состојба. И затоа до ден денес ги немаме ставено, односно не ги ставаат на увид на претениците пред собранието. Се доставени и стојат во фиок. Бидејќи сето ова ќе произлезе дека 70% од одлуките биле спротивни на законите. Истото се случува и овде, и ова го кажуваат сите параметри кои што ги имаме како показатели. Сакам да го потенцирам фактот во едно истражување, односно анализа која што е изготвена од парламентарниот институт, односно парламентарната буџетска канцеларија. Имаме графикон кај што многу јасно и децидно се гледаат овие лукративни побуди. Зошто? Во 2020 година сме имале пораст на извозот на електрична енергија. Ова беа, ако се сеќавате, бомбастично најавуваните дека имаме стабилен енергетски систем, дека имаме вишок на електрична енергија, дека извезуваме, а не кажувајќи на кој начин и како. Односно преку максимално и прекумерно искористување на нашите ресурси, кои што до ден денес не можете да ги вратите во првобитна состојба, да бидат во нормално функционирање. Односно, во 2020 година сме имале извоз од 638,6 гигават часови. Извоз сме имале толку. А сега увезуваме електрична енергија по драстично повисоки цени. Зошто? Бидејќи немаме домашно производство, бидејќи немаме начин како да ги воспоставиме тековите за производство на електрична енергија, кое што впрочем повторно од оваа анализа која што ја изготвиле, се гледа дека домашното производство на електрична енергија во земјата за 2020 година изнесува 5128 гигават часови, што споредбено со 2010 година бележи намалување на производството од 1615 гигават часови. Односно, државната компанија АД СМ, како најголем производител на електрична енергија, во 2020 година има произведено само 3642 гигават часови, додека во 2010 во споредба со 2010 има пат од 2833, односно 44%. Помало производство. Таа е таа рамка која што ја зборував и системски и плански осиромашување и спомпување на буџетските пари во приватни компании, во приватни џебови. Под превезот на светската криза, под превезот на енергетската криза, станува збор за лукративни побуди на самата гарнитура на власт. Не дека не сме имале можности да се соочиме. Да, секаде има ова криза. Меѓутоа, ако сме биле способни да произведуваме колку што сме произведувале и да во овие години се зголеми инвестицијскиот дел
во овој енергетски сектор и истите за одреден процент сме ги зголемеле, штетните последици по целото стопанство, по целата држава, по целиот буџет, по секој еден од нас ќе беа многу помали отколку што се сега, но за возврат на тоа ќе немавме милионери кои што ги полнат џебовите токму од овие постапки кои што се озаконети од страна на актуелната власт која што ја води Република Македонија, а секако во корелација со комисијата, која што впрочем е независна, меѓутоа на сите нивни изјави и постапки гледаме дека, повторно потенцирам, едни кон други се однесуваат исклучиво како адвокати и целосно се застапуваат во своите барања и постапки. Ако знаеме дека со 250 милиони евра кои што ги импутира во државните компании со цел да може да се стабилизира снабдувањето на електрична енергија и на сите енергенси во државата во однос на граѓаните и на стопанството, со овие средства да имале визија претходно да ги инвестираат, ќе сме произведувале и немаше да имаме потреба, бидејќи колку и да била цената на светските берзи, доколку имаме ние домашно производство, нема да имаме никакви финансиски последици или ќе бидат многу помали од она што го имаме. Но, за да биде тоа така, требало некој да седне, да разговара и да има честни намери при носење на своите планови, на своите постапки и да се спротивстави како независно регулаторно тело на одлуките на владата, бидејќи владините функционери секогаш посегнуваат токму по вакви лукративни постапки и бизниси. Ова го потенцира и State Department, кога ви посочи дека најголемите коруптивни скандали и корупцијата е во врвот на владата. Вчера се потврди истото, дека во судството имаме фантастични цели 8% доверба на граѓаните. Па вие понатаму пресметајте колку граѓаните ви веруваат. Но во планот кој што го планира самата комисија, која што го доставува и амблок владата го одобрува, во однос на потрошена енергија за наредната 2022 година, самата комисија си предвидува зголемување од 35,1%. Тоа значи, знаеле дека немаме производство, знаеле дека ќе има криза, знаеле дека се испомпуваат овие средства и се предвиделе зголемување за цели 35% средства за потрошена електрична, односно потрошена енергија. Во однос на инвестиционо одржување на средствата, иако си постојат одредени сектори вработени, истите си предвидуваат 20% повисоки суми за оваа 2022 година. И уште една ставка, така наречена црна дупка, која што ја потенцираат сите експерти и релевантни чинители во однос на носење на буџетот на државата, овде го гледаме и во однос на носење на овој финансиски план на комисијата. Зошто? Во други услуги, недефинирани ставки, имаме предвидено дури 70,5% повисоки средства од 2021 во 2022 година. Потенцирам други услуги. Овие ставки се најзастапени во сите буџетски корисници. Заплати и надоместоци повторно се зголемуваат, бидејќи вработувањата по насока од владата мора да течат тековно и да имаме континуитет во тоа, иако знаеме дека бројот на вработени е драстично зголемен во однос на претходните години, а цело време ги зголемуваме. Она што ми смета и што сакам да потенцирам, да ве прашам, кои се тие интелектуални и други услуги кои што секоја година, од година во година се зголемуваат,
а имаме дуплирање на бројот на вработени. Дали се вработуваат стручни лица кои што треба да ги покријат овие надлежности нови, доколку имаме нови обврски, стручни кадри кои што нема да имаме потреба од ангажирање на надворешни членови, а овде предвидувате дека ако се расфрла Марко Беслимовски се расфрла со оваквите пари, односно последниот финансиски план, ако од 2018 година имало 600.000 денари, сега имаме 4 милиони денари. Од 600.000 на 4 милиони денари. Кои се овие експерти кои што даваа советодавни интелектуални услуги, а не заштитија од енергетската криза? Кои се ефектите од вака исплатените хонорарци и интелектуални совети кои што ги даваат? Односно, сакам да потенцирам, и овде станува збор за згрижување на партиски кадри, испумпување на пари преку ова комисија, односно класично перење на пари. Сето ова провлекува, повторно потенцирам, една системски воспоставена пракса, иако знаеме тоа што го кажав, дека во 2018 година имало 22 вработени, сега имат 44 вработени, дополнително предвидуваат уште 5, што ќе им е потребата од дополнително хонорарно ангажирање на вакви лица, доколку немаат лукративни побуди. Не кажуваат дека со намалување на ДДВ-то за електричната енергија купија единствено социјален мир, а дека скалестото покачување и инфлаторната спирала која што не зафати, дел има учество токму и оваа комисија преку владата, преку несоодветното санкционирање и енергетската криза, односно покачување на енергенсите и импутот кај сите правни лица. Зошто? Еве, не слушнавме дали ќе се повикат, односно ќе препорачаат да најавеното зголемување на ДДВ-то од 1.7.2022, што е веќе во закон влезено, при носење на самата одлука за намалување на ДДВ-то, дали ќе се покачи во јули 2022 на 10%, односно во 2023 треба да стигнеме повторно на 18%. Но затоа државните компании ги доведовте во состојба на загубари, односно секоја година истите прокнижуваат милионски загуби. Зошто е тоа така? Повторно потенцирам. Наместо РЕК Битола да си набави собствена механизација, во 2017 година, ве молам, немојте од место, ако имате нешто може да излезете овде да кажете. Наместо во 2017 година да си набави собствена механизација и наредните 4 години со сите пропратни трошоци, да истите за 30 милиона евра функционираат овие 4 години, на приватни компании за овие 4 години имате исплатено вкупно 93 милиони евра за истите услуги, почитувани колешки. Да, ова е класично испумпување на 60 милиони евра од само една компанија. Сето ова се провлече и во најавата за набавката на јагленот, кој што го заговаравте во однос на транспортот, и затоа овие компании се едни од најголемите загубари денес. Односно, АД како еден од најголемите загубари во 2020 година, има загуба од 20 милиони евра. МЕПСО 15 милиони евра. Ако ги собереме, почитувана колешке, овие суми, со овие претходно што ви ги потенцирав, станува збор за преку 100 милиони евра за овие 4 години, кои што вие, со вашето поддржување како актуелна власт и преку независните регулаторни тела, ги испумпавте во приватни
джепови. Затоа сметам дека неспособноста на раководењето на овие сектори доведе граѓаните да плаќаат драстично повисоки цени на електричната енергија, со што предизвика и драстично покачување, односно спирала на инфлација во сите други сектори, и ова се чувствува секојдневно на секој еден од нас. Не сакам да навлегувам во секојдневните скандали и изјави кои што ги има, бидејќи се елаборирани, само ќе се повторуваме, но сакав да ви потенцирам дека ова е системско ограбување. Не станува збор за проблем од пред 2-3 месеци. Станува збор за неколку годишен проблем кој што се финализира токму во дадениот момент преку кризната состојба и енергетската криза која што го зафати светот. Меѓутоа, уште еднаш ви кажувам, ако овие средства кои што ги испумпавте и ги сега пред неколку месеци ги импутиравте во државните компании, значи станува збор за милионски суми кои што доколку се инвестира, ќе немавме потреба, односно ќе беше многу мал процентот, односно ќе се намалеше многу мал дел на увозот на електрична енергија, со тоа ќе се заштитеа сите компании и физички и правни лица. Ви благодарам. Благодарам, почитувам пратеник